Развивањето на безбеден авантуристички туризам во Македонија е целта на планинската спасителна служба од Охрид. Со какви интервенции се соочуваат во летниот период, со какви капацитети и опрема располага службата и кои се тековните предизвици во планинското спасување. Новите теми во Македонија наутро утринава преку Skype ни гостува Антонио Дудевски, раководител на планинската спасителна служба од Охрид. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма. Добро утро на вас и на сите гледачи на утринската програма на Марата. Планинската спасителна служба од Охрид при Црвен крст Охрид работи активно и постојано е на располагање на сите оние на кои што секако имаат потреба од вашите интервенции. За почеток на денешниот разговор би сакал да им откриеме на нашите гледачи со какви капацитети располага планинската спасителна служба при Црвен крст Охрид. Можем слободно да кажем дека планинската спасителна служба е во моментов единствена од таков тип, која е опремена по највисоките препораки и стандарди на меѓународната организација на спасители ИКАР. Значи располагаме со комплетна опрема за оној дел така наречен терестријално теренско спасување. Значи возила, теренски возила, специјални АТВ кои во текот на зимскиот период ги опремуваме со гасеници, специјални приколки за носење на повредени лица во зимски услови, така што и голем број на ситна опрема, мултифункцијски носилки, опрема која е препорачена за соодветна имобилизација и транспорт на повредени лица во теренски услови. Така може да се каже дека имаме комплетна опрема за спасување во било какви комплексни ситуации на технички и нетехнички терен во кога има потреба. Антонио, колку членови брои вашиот тим, ако се има предвид дека во вашите редови има искусни професионални алпинисти, спасители, но и волонтери планинари? Да, значи нашиот тим е составен од два дела. Првиот дел го сочинуваат 16 спасители кои се обучени и комплетно опремени за делување на комплексен технички терен. И имаме дополнително уште повеќе од 20 волонтери кои се дел од тимовите за пребарување и спасување на нетехнички терен. Секако сите наши членови се обучени да знаат на едно напредно ниво да укажат прва помош на терен и секако да користат специјализираната опрема без која не може да се замисли работата на една ваква спасителна служба. И сега вие сте постојано 24/7 достапни на телефонскиот број 13 112 или преку мобилна апликација, она што е навистина интересно. Како може граѓаните да остварат контакт со вас и за какви интервенции всушност може да ви се обратат граѓаните? Да, значи, како што кажавте, нашата SOS линија 13 112 е достапна 24 часа. Меѓутоа, граѓаните можат секако да ги користат и оние конвенционални методи. Од неодамна пуштена е во употреба и линијата 112, која е од државниот систем за управување со кризи. Секако ние сме во блиска комуникација. Голем дел од нашите повици доаѓаат преку бројот 192, односно преку оперативниот центар на полицијата. И секако еден дел од повиците доаѓаат и преку бројот 194 на итната медицинска помош, кога во голем број случаи самата итна помош не бара за асистенција во одредени ситуации. Јас би апелирал граѓаните да не бараат во навистина сериозни ситуации кога е загрозена безбедност и здравјето на одредени луѓе, особено на тешко пристапни места. Не мора да станува збор за планински региони, може да биде некои тешко пристапни места и во градот, меѓутоа би апелирал да не се злоупотребува и да не се искористуваат нашите капацитети за ситуации кои навистина нема потреба и нема нужда од ваков начин на делување. Кога веќе говориме за интервенциите, колку често имате интервенции во летниот период и од каков вид се најчесто? Летниот период е, може да се каже, наша сезона. Поголемиот дел или некаде околу 70% од вкупниот број на несреќи во годината се во текот на летниот период, но станува тренд се повеќе и во текот на зимските месеци да имаме да забележуваме веќе сериозна бројка на интервенции. Она што можам да го кажам е од најскорешните статистики, минатата година сме имале 50 излегувања на терен,
од кои 12 интервенции со политрауми, односно несреќи со сериозни повреди, додека останатиот број се претежно асистенции на граѓани кои од некоја причина заглавиле на терен, подзалутале. Имавме асистенции минатата година на чудни барања за асистенции, излекување на миленичиња од непристапни места, излекување на техничка опрема, дронови и слично, кога едноставно на граѓаните има потреба од наша асистенција. Исто така ќе напоменам и нашата активност за време на големиот шумски пожар во Националниот парк Галичица, кога постојано тие 6 дена наши тимови беа присутни на терен, споделувавме информации со надлежните, од највисоките точки го следевме развивањето на пожарот и секако на крај активно се вклучивме и во самото гасење и ликвидирање на пожарот. Кога веќе говориме за интервенциите, неодамна јавноста беше сведок на ваша интервенција, односно станува збор за безбедна евакуација на повреден жител од населбата Канева во Охрид. Колку ваквите случаи укажуваат на подобрување на ефикасноста на спасителните тимови, особено во овие тешко достапни крајзерски населби и туристички локалитети во Охрид и околината? Да, јас пред се би рекол дека овие ситуации, овие наши интервенции укажуваат се повеќе на потребата од постојање на ефикасен систем и конкретно кога станува збор за населбата Канево, тука е исто во слична ситуација и селото Трпејца, каде што конвенционалните методи за евакуација и излекување на луѓе не можат едноставно да функционираат, бидејќи нема лесно пристапен пат по копнен пат. Најдобар начин за делување во овие региони е по воден пат и ја користам уште еднаш ова прилика да апелирам до надлежните да почнат што поскоро да размислуваат за набавка на специјализирани пловни објекти кои ќе можат не само да бидат наменети за спасување, туку истите ќе можат да служат и за противпожарна заштита, но и за евакуација и транспорт на болни лица, бидејќи некогаш во летниот период многу е поедноставно по воден пат, дали е од Трпејца, дали од некои од туристичките места, населби околу регионот, многу е поедноставно да се транспортираат болни лица по воден пат и до специјалната болница за ортопедија и травматологија Свети Размо, но и до кардиолошкиот центар во Свети Стефан. Така што ова беше втора наша ваква интервенција, значи асистиравме на граѓаните кои со сериозни повреди на екстремитетите едноставно не можеа да бидат излечени на друг начин, освен со помош на нашата опрема и вештини на нашите тимови. Со оглед на тоа што сте ретки, ако не е единствена спасителна планинска служба која што работи според професионални стандарди, потребен е очигледно и соодветен кадар за изведување на операциите. Колку има интерес за оваа професија кај нас? Па ние во моментот сме единствени кои работиме на ова ниво, односно согласно сите препораки на ИКАР кои се валидни во моментот. Меѓутоа не сме единствени кои го правиме ова. Токму поради тоа пред скоро 2 години ние формиравме Национален сојуз за планинско спасување, во кој членуваат 8 организации од различни краишта на државата. И токму интенцијата на Сојузот е да ги унифицираме стандардите на работа, да ги унифицираме методите на работа на сите тимови кои што делуваат и да обезбедиме пред се покриеност на цела територија од државата со спасување кое ќе биде по највисоките стандарди и критериуми. Секако дека за ова има голема потреба. Македонија е држава од претежно планински карактер. Во голема мера се зголемува обртот во планинскиот туризам во државата, така што едно без друго не може да се замисли. Нема туризам без спасување ефикасно. Да, и со тоа уште еднаш се потврдува потребата од една ваква планинска спасителна служба. Во планинската спасителна служба имате оперативен, но имате и тренинг центар. Какви обуки се организираат во него и со какви вештини се стекнуваат кандидатите кои што ги поминуваат обуките? И истовремено да споменеме дека неодамна организиравте обука за спасување на нетехнички планински терен во Грамш, Албанија, секако истакнувајќи тука и прекуграничната соработка која што имате со колегите од Албанија. Да. Мора да истакнеме дека оперативниот и тренинг центар со кој располагаме е изграден, опремен и ставен во функција со финансиска поддршка од Европската унија, односно ИПА програмата за прекугранична соработка со Албанија.
Една од нашите цели е токму воспоставување на ефикасен систем во овој погранични регион во кој што работиме. Токму и оттаму произлегуваат бројните обуки кои ги работиме со сродните организации во Албанија. Во моментот наши партнери се општината Грамш од Албанија и општината Дебарца од нашата држава, каде што обучуваме дел од нивните волонтерски тимови, но и од дел од професионалниот противпожарен состав на Грамш, за да можат ефикасно да делуваат во случај на несреќи, особено на несреќи на нетехнички терен, кои се многу почести во просек, а и нормално може за кратко време тимовите да бидат обучени, набавени специјална опрема согласно препораките на ИКАР, да можат овие тимови самостојно да изведуваат поголем дел од операциите и секако доколку станува збор за комплексни операции на сериозен технички терен, тука е нашиот тим кој што е подготвен да делува и на територија од Република Албанија, доколку е потребно, доколку за тоа добиеме повик. И сега, покрај кадарот, потребна е секако нели и соодветна опрема за да може активно да делувате во спасувачките операции. Досега имате добиено и возила и специјализирана опрема за спасување во зимски услови, исто така преку проект на Европската Унија, а неодамна добивте и нова специјализирана опрема за хеликоптерско спасување. Нашите гледачи во текот на разговорот може да погледнат фотографија од истата опрема. Она што ме интересира е колку тоа ви овозможи подобри услови за делување и дали новата опрема всушност ќе зголеми ефикасноста на вашите спасувачки операции. Да, јас кажав дека нашите тимови ние сме комплетно опремени да делуваме во било какви услови, во било кои сезони од годината, во оној дел на така наречено терестријално теренско спасување, но она што е новитет од минатата година започнавме блиска и интензивна соработка со армискиот воздухопловен винг. Изведовме неколку заеднички вежби, организиравме една квалитетна обука заемна, и за нашите тимови кои што беа обучени да пристапат и да делуваат со помош на воздухоплов и обратно, на тимовите на летачкиот персонал извршивме обука за користење и употреба на она опрема со која што располагаме. Станува збор за опрема која е исто така пропишана и согласно препораките на ИКАР, препорачана да се користи во ваков вид на интервенции. Така што се надеваме дека оваа соработка со вингот ќе продолжи и понатаму, се надеваме и на блиска соработка со полициските воздухопловни единици, со цел колку што е можно поефективно да делуваме и колку што е можно да ја зголемиме територијата на покриеност во државата, бидејќи во овој момент ние покриваме територија од 5 општини, односно општините околу Охридското езеро. Така што со помош на воздухоплов ова поле на делување секако дека се проширува значително и ние сме подготвени да делуваме во било кој регион, да помогнеме секако доколку некои граѓани или посетители на државата имаат потреба од таква асистенција. Во контекст на вашите активности треба да го истакнеме и следново. Имено минатата недела организиравте настан на кој што се дискутираше за предизвиците и современите трендови во планинското спасување во Европа како основа за развој на авантуристичкиот туризам и квалитетен активен живот на граѓаните. Какви искуства беа споделени од спасителните служби од регионот и со какви предизвици се соочуваат тие во нивната секојдневна работа? Да, морам да кажам дека навистина чувствувам едно огромно задоволство од одржувањето на оваа панел дискусија, која навистина беше на едно високо ниво. За прв пат оваа тема се отвора на вакво ниво во Македонија. Огромно задоволство ни причинува присуството на министерката за одбрана, која постојано го следеше целиот тек на панел дискусијата и активно се вклучи во истата. Особено од аспект што Министерството за одбрана во моментот води еден многу значаен процес за дефинирање, односно реформи на системот за цивилна заштита, а планинското спасување секако е неразделен дел од овој систем. Се надеваме дека дискусијата која се разви, сите оние коментари, сите примери и предлози кои што беа дадени ќе бидат земени во предвид. Ние продолжуваме и понатаму интензивно да работиме со Министерството за одбрана, Центарот за управување со кризи и останатите надлежни институции со цел да помогнеме максимално колку што може во
усовршување и подобрување на системот за цивилна заштита, но очекуваме од друга страна решавање на проблемот со планинско спасување, значи на систематско решение за овој проблем, по примерот на останатите држави, особено имавме голема чест на оваа панел дискусија да биде присутен и првиот човек на Хрватската горска служба за спасување, господинот Јосип Гранич, еден наш многу добар пријател, значи човек и служба од кој многу може да се научи. Нивното искуство е неколку децениско, значи во градење, во споставување на еден ефикасен систем кој слободно можеме да кажеме дека во последните 10-15 години стана еден од најдобрите системи за спасување во Европа, токму поради ентузијазмот и посветеноста на луѓето кои работат таму. Искуствата кои ни беа пренесени од страна на колегите од Хрватска навистина ќе имаат, се надевам, големо значење и сериозен импакт во решавањето на овој проблем во Македонија. Јас се надевам на брзо решение, бидејќи, како што и самиот Гранич истакна, многу е лесно она што некој друг го направил за 20 години, другите да го направат за 2, но доколку се паметни и доколку учат од нивните директно постари браќа. Имаме и соодветни инсерти, односно фотографии од настанот за кој што говорите. Би сакал доколку се подготвени колегите од режија да ни ги пуштат во текот на разговорот, сосема кон крај на денешниот разговор, имајќи ги предвид ваквите настани. Каква е соработката со институциите на локално и на централно ниво и со оглед на тоа што вие сте дел од самиот Национален сојуз за планинско спасување, како да се стигне до квалитетен сервис за цивилна заштита? Кој е вашиот став? Па системот за цивилна заштита би рекол дека е еден многу гломазен систем и тука систем кој вклучува многу субјекти, многу сегменти. Можеби планинското спасување е еден најмал сегмент во овој систем, бидејќи самиот систем за цивилна заштита ги опфаќа комплетниот здравствен систем, ги опфаќа комплетниот безбедносен систем на државата, ги опфаќа противпожарните сегменти, опфаќа дури и приватниот сектор со оние особено фирми кои што во случај на големи непогоди, поплави и земјотреси се клучни за да помагаат на терен. И тоа е еден гломазен систем за кој ние не сме експерти, меѓутоа сакаме да дадеме придонес во онаа сфера во која навистина сме експерти и на која имаме посветено повеќе од 20 години. Националниот сојуз за планинско спасување како член на меѓународната организација за спасување ИКАР се обидува и ќе се обидуваме во иднина да препораките и оние искуства кои се пренесуваат преку ова меѓународно семејство да ги пренесеме на ниво на државата. Сите наши членови, односно сите наши идни станици за спасување на локално и на регионално ниво да бидат еднакво опремени, да бидат еднакво едуцирани, да имаме еднаков, односно да даваме еднакви услуги, еднаков третман на граѓаните во случај на несреќа. Ова што го имавме прилика да го слушнеме од нашите пријатели од Хрватска, навистина не охрабрува во тој поглед, но ни укажува и на сериозни недостатоци, особено во делот на легислативата. Она што можевме да го научиме од колегите од Хрватска е дека нивната предност и нивната буквално комплетна усогласеност и сила која ја имаат ја влечат токму од законите, конкретно законот за планинско спасување кој што им е на располагање, меѓутоа уште 13 други закони од кои тие ги црпат и јавните овластувања од една страна, но од друга страна изворите на финансирање. Клучните сегменти на финансирање во Хрватска се буџетот на државата и буџетите на локалните самоуправи. Се надеваме дека ќе успееме да ги убедиме државните институции дека планинското спасување во ова современо време на живење навистина е нужна потреба, дека ние не може да имаме само пасивни тимови за спасување кои колку и да се опремени не можат да дадат брза интервенција во случај на индивидуални несреќи, туку нужно е да формираме активни 24-часовни служби кои што ќе можат да дадат брза интервенција во случај на било каква несреќа, било каде на територијата на државата. Она што е многу важно и на кое што апелираме, ваквата служба ја гледаме како систем од волонтери
како што е во примерот во 95% од земјите во Европа, бидејќи овој систем е многу ефикасен, бројот на волонтерите е неограничен, може да имате огромен број волонтери, луѓето доколку гледаат дека правите нешто добро, секогаш сакаат да бидат дел од еден таков систем, а од друга страна е многу економичен, значи и многу поевтин за одржување. Така што се надеваме дека во скоро време Националниот сојуз ќе биде препознатлива и ќе биде институција од јавен карактер, согласно законите, која што ќе врши унификација и грижа за обезбедување на спасителни станици секаде онаму каде што ќе биде потребно на територијата од цела Македонија. Антонио, верувам дека со заеднички напори ќе успееме да изградиме ефективен систем на цивилна заштита. Во меѓувреме благодарам за денешното гостување и за тоа што утринава со гледачите на Македонската радио телевизија ги споделивте овие практични совети и искуства од вашата работа како спасителна планинска служба при Црвен крст Охрид. Добро што се снабдувате со неопходната опрема, но се уште има многу да се работи се со цел земјава да добие еден квалитетен систем за цивилна заштита. Во секако тука го споменуваме и оној систем за планинско спасување. Ќе се видиме ние повторно во следна прилика. Ви благодарам на поканата и ги поздравувам вашите гледачи.